Ландов, ја кај тебе у емисија не доаѓам. До душа, Ландов ме нема ни поканет у емисија, али ја да си кажам преден, до душа, човекот нема зашто да ме покани. Не сум нешто ја тип од интерес за кај него емисија, за да онака. Али шо му направи на овој кандидатов за Скопје на левица, поентата му беше легендарна. Вика, добро му вика, твојот вика председател најавуваше дека шом се кандидирате за градоначалници, ова она треба оставки да поднесете, вие вика не поднесовте, тоа мене вика ми кажу една работа дека вие про форма се појавувате на избориве само колку да оттргнете гласови од ВМРО, мислам тоа му ја сватив ја така поентата. Вика очигледно вика немате намера вика да ниту пак амбиција да победите, чисто сте тука на некој начин му кажа по некоја задача. Ти кој се појавуваш една трка, а немаш намера да победиш, онда зашо уопште трчаш, мислам. Ако немаш менталитет на победник, онда зашо уопште се појавуваш, без разлика на овој на свет друг. Губи. И онда ќе ви кажам една работа, спомнав и порано кога зборев за тоа нивните веќе дегутантни насилнички анални напади на ВМРО, нели анални у смисла со аналот мислам у смисла дека често име кампањава да ви се посереме на ова на ВМРО-вциве, на мицковистиве на. И тогаш кажав у едно мое обраќање кога беше актуелно тоа дека кампања со плукање со навредливи зборови прави само оној кој што самиот нема конкретни идеи за било што да промени. Тоа е оно што фали да го слушнеме во нашето политичко милје. Конкретни идеи како ќе се справиш со горливите прашања на ово општество. Така да од нив ништо такво не слушнавме, тоа се све голи празни фрази, колку да се на шок да се привлечат гласови, на шок да се стане да се факторизираш, да се стане видлив во јавноста. Тоа обично го прават холивудските звезди кога нема конкретна подлога со што да се пофали, што да покаже, онда прави скандали. Онда рецимо ја фаќаат како вози у пијана состојба, како се мава у зид у пијана состојба, па у затвор, па сите медиуми за тоа пишуваат, па како се дрогира, па како она. Значи, познатиот принцип на лоша репутација, лош момак или лоша девојка, која што е често јавноста, требало не требало, врз тој принцип се правени сите оние реални шоа, нели, кај што гледаме разни психотични оштетени, пореметени личности како се борат да освојат некоја парична награда, тоест да се допаднат кај широкиот аудиториум со шо поскандалосно однесување. Истиот принцип е и за овие певица важи, партијава, и за како што важи и за сите останати. Така што ќе сватат на овие избори колку тоа им прави лоша услуга, таквиот пристап на константно плукање на ВМРО. После им кажувале дека биле второто лице на СДС или другото лице на СДС или привезокот на СДС и не треба да се лутат кога така луѓе им пишуваат или им кажуваат во фаца. Но тоа си е нели нивна интерна работа, или ќе сватат или нема да сватат. Очигледно нема да сватат, затоа што се работи и тамо, нема врска, сето тоа се празни флоскули што го кажуваат долго време, да некоја демократија, за некоја демократично, за некоја појма немам. Интернационалисти, националисти, смешани у едно, тоа шизофренија, калакурница, нема везе на муабетот. Така што во една ваква ситуација само многу луѓе ќе го сватат ова што го зборам и сега доколку не ме сваќаат ќе го разберат. Фактички ваквите политички субјекти, ваквите поединци од разни политички субјекти само му ја олеснуваат работата на ВМРО со ваква опозиција
кажано во наводници, пошто пак ќе кажам, не сте ништо поразлични, сакаат овие да се покажа дека се поразлични од СДС ВМРО, не сте ништо барем за различноста да не правиме муаве. Ништо не сте поразлични. И тоа треба секој да го свати. И тамо многу добро се знае што смееш да кажеш, што не смееш да кажеш. И тамо има расчистување најнедемократски со противниците, тоа го кажуваат многу луѓе кои што били у таа партија, кои што излегле од разни причини, под разни околности, под разни притисоци, така што лапајте си пари таму парламент, додека сте парламентарна партија и многу мрчење, паламудење на тема ние сме различни, тоа не држи вода. Океј. Да, за овој за Ландов, не доаѓам кај тебе во емисија. Иако никад не си ме викнал. Ама се немојте да мислите дека ја нешто ми е значи немам намера. Прво, јас не сум човек за кај него, тој тамо вика луѓе кои што се врути од политичкото милје, кои што им наоѓаат слаби тачки да ги измести од тежишната точка, од рамнотежа, да ги доведе пред јавноста во пароксизам, да ги прикаже онаква какви што вистина се, без разни демагогии и флошкули. Така да нема врска, баш се шалам. Не му се местам, сакам да кажам, за да идам таму. Баш кога сум познат бегач од емисии, може и од кај Ландов да избегам, не се знае. Не ми рече така нешто како на овој од левица, како се вика Амир, што е градоначелник за Скопје. Ја нема кој него да се снајдам. Ја одма ќе станам, ќе сидам. Ама овој ко почна, овој се му каже у очи, конкретно му кажува, дечко, овака кажа твојот лидер, овака пришти. А овој му блебета, тоа школа е веројатно некоја, поима немам, кумровачка, тоа е школа, која нешто не ти одговара, која некој те праша, само блебеташ. Ама таа реченица што ја кажеш у 600 различни варијанти у моментот, ти ја вртиш работата. Со знам да овој му кама, види ја ова дам. А мој чекај, застани, ама нели овој лидерот твој рече ова она, ти сега требаше оставка. Планината Шара е висока толку и толку, тоа е не знам потекнува од периодот на тоа се создала, има многу овци на Шара, овците нели има мерино овци, не знам, имаат 5-10 литра млеко даваат кога ќе ги молзеш, убаво, кога ќе ги измолзеш даваат, ако ги молзеш помалце убаво, тоаш помалце млеко даваат, тамо какви има ливади, тоа има Снифарис Джемаили, го знаете, тој најпознатиот овчар, најбогатиот овчар во Македонија, тамо може да се најде во тие права. Ама чекај да те прашам, у врска со ова градоначалничка, нели оставка треба да си даеш дека се кандидира за градоначалник? Ама види сега, кога ќе се земе реките во Македонија, планините во Македонија, например, Ниџе имаш баба, имаш пелистер, имаш ова, имаш копанки на пели, имаш пелистерски очи, ташаци да ладиш во пелистерски очи, имаш и таков момент. Има планини, Плячковица рецимо, има многу планини, водно. Барем ние, некои од нас се превише стари, превише виделе, превише си искусни да може некои вакви ликови да те прелажат со обични флоскули и со форма. Форма без содржина. Аз сум револуционер. Че Гевара. Тоа што пушка немам фатен у живот, пиштол немам фатен, немам пукнато со пиштол, тоа е друга рава, али јас сум револуционер. Нема зебан се. Ај чао. Ландов! Не ти доаѓам у емисија. Дури да ме викнеш, не ти доаѓам. Боље не ме викај. Ај чао.